Почитуван заменик министер за финансии, почитувани колеги и пратеници, јас многу внимателно и фокусирано го следев експозето на министерот Ставрески за предлог буџетот за 2015 година, во кое тој многу стручно, многу концизно, со точно одредени рокови, суми на пари, износи, кажа кој проект, кога и како ќе се реализира во наредната година, во кој период ќе почне, кога ќе се заврши, кои проекти ќе се поддржат и така натаму. Од неговото излагање, сите оние што го следеле внимателно, може да заклучат дека владата со предлог буџетот за 2015 година се фокусира на сите оние работи што им се неопходни на граѓаните на Република Македонија, а најмногу вработувањата, редовната исплата на платите и пензиите за буџетските корисници, редовната исплата на сите категории социјални категории на луѓе кои треба редовно да добиваат парична помош и надокнада и капитални инвестиции што ќе значат не само подобра инфраструктура, него сигурно ќе значат и зголемување на вработеноста во Република Македонија, а со инвестирањето во слободните индустријски зони и најавата на новите инвеститори, сметам дека ќе се оствари главната цел за која сите ние се трудиме да ја исполниме, а тоа е што повеќе наши сограѓани, граѓани на Република Македонија да се вработат. Значи, вработувањето е основната работа што ги интересира луѓето и тука мислам дека оваа влада е на вистинскиот пат и се надевам само дека во наредниот период нема да има надворешни негативни влијанија како од Европа, така и од светот, за да може сето она што е предвидено во овој буџет да се оствари. Тогаш, наредната година, во истиот овој период, ќе зборуваме за уште поголем раст на бруто домашниот производ, за многу намален процент на невработени луѓе во Република Македонија и за ново зголемување на плати и пензии во администрацијата. Она што посебно сакам да го кажам, затоа што како градоначалник заедно со министерот за финансии, со премиерот, пред 2 години почнавме еден проект во Кичево, а тоа е технолошко-индустријско развојната зона во Кичево, за која на почеток сите со подсмев гледаа или онака иронично сметаа дека тоа е промашен проект, дека тој проект не може да се реализира, но сега, гледано од оваа дистанца и со доаѓањето на првиот инвеститор од Соединетите Американски држави Key Safety Systems, која најавува доста вработувања, веќе сето тоа стана реалност и ме радува фактот што во овој буџет се предвидени околу $1.000.000 за инфраструктурно средување на технолошко-индустријско развојната зона во Кичево. Тука очекувам да дојдат и неколку други инвеститори, затоа што Кичево има добра инфраструктура, поврзано е со магистрални патишта, со сите соседни градови, има железничка пруга и сметам дека во наредниот период ќе имаме и други инвеститори кои ќе изградат своји капацитети во Кичево. Се надевам дека во наредната година ќе почне и изградбата на хидроцентралата Бошков мост, која
за сите во Република Македонија значи многу, но посебно за нас од Кичево, од Дебар, затоа што нејзината изградба е поврзана со доста градежни работи, што ќе значат вработување на нови невработени лица, а исто така и по нејзината изградба ќе треба стручни лица за нејзино одржување и тековна работа. Тоа е околу општите работи што сакав да ги кажам во буџетот. Но како председавач на Комисијата за труд и социјална политика, сигурно треба да ги истакнам најважните работи што се предвидени со овој буџет, а тоа е 5% изголемување на пензиите од октомври 2015 година, односно 1,8 милиарди денари во 2014 година плюс 600 милиони денари во 2015, при што вкупно се предвидени 2 милиарди 200 илјади денари за исплата на пензионерите. Морам да кажам за парите што се исплаќаат на пензионерите дека се најправилно искористени пари во буџетот, затоа што сите сигурно имате во семејствата постари луѓе и знаете како тие ги трошат и распоредуваат парите. Секој пензионер на почеток гледа да и плати сметките, гледа да има за храна, за огрев, па после гледа за облека и другите работи. Значи, колку и да им ги зголемиме пензиите во наредниот период, сметам дека тие пари најправилно ќе бидат искористени, затоа што пензионерите кога им останува некој динар ќе го дадат на внучињата, ќе го дадат таму каде што треба и сметам дека оваа влада ги направи вистинските чекори со зголемување на пензиите од 2006 па наом. За проектот Банјско-климатска рекреација се предвидени 42 милиони денари, при што имаме зголемување на бројот на корисници за 20%. Значи, 1100 корисници ќе имаме повеќе во 2015 година и тоа, да знаете, е многу добар проект, затоа што многу од нив за прв пат појдоа во бањи, видоа што е бања, го подобрија своето здравје и сметам дека во таа насока треба да се продолжи. Проектот за активни мерки за вработување и потикнување на вработувањето, што континуирано продолжува да се реализира и за кој годинава за наредниот буџет се предвидени 236 милиони денари. Со овие пари сметам дека сите оние што имаат добри идеи, што ги бива за работа, ќе имаат можност да ја остварат својата бизнес идеја и да се вработат себе си, а дај Боже да вработат и други и да им тргне бизнис. 5% изголемување на социјалната парична помош и постојана парична помош од исплатата во јули во 2015 година или околу 103 милиони денари во 2015 година. За тоа нема што да кажам. Тука е добро секогаш кога можеме да зголемуваме. Оваа влада најде средства да ги зголеми, да зголеми социјалната парична помош и мислам дека и овие пари се многу добро посветени на луѓе на кои им е неопходно. Воведен на доместок за глуви и квадриплегија од јануари 2014 година и континуирано продолжување во 2015 година со вкупно 83 милиони денари. Значи, оваа влада за прв пат воведе некои работи што во минатите години, минатите влади ги имаа заборавено. Одреден број луѓе беа заборавени затоа што никој не се сетил на нив. Прв пат оваа влада се сети и обезбеди средства и сметам дека сите граѓани на Република Македонија го поддржуваат овој проект.
Зголемување на посебен додаток за 25% за материјално необезбедени 1030 корисници од јули 2015 година, при што вкупно се предвидени 6.745.000 денари. Значи, за 25% се зголемува додатокот за материјално необезбедени лица. Надоместокот за опфат на деца со Даунов синдром 100 корисници од јуни 2015 година е 2.620.000 денари. И тоа е за прв пат, и тоа е за поздравување, и тоа е вистинската насока во која треба да се трошат парите од буџетот на Република Македонија. За субвенционирање на сметки за електрична енергија за социјално загрозени семејства предвидени се 81 милион денари за 2015 година, имаме зголемување од 700 на 800 денари за овој надоместок. Сметам дека ова е добро и сметам дека ги покрива основните трошоци за електрична енергија во секое семејство. Мислам и ние што трошиме повеќе треба да намалиме од потрошувачката, затоа што во наредниот период секако електричната енергија, цената на електричната енергија ќе се зголемува. Тоа е тренд во секаде, а кај нас уште е социјална категорија и сметам дека во оваа насока е многу добар потез ова што се прави и што се поддржуваат семејствата на овој начин. Затоа што можеш да им дадеш пари да и потрошат за нешто друго, наместо за електрична енергија и пак да должат. Проекти за реализација на стратегијата и декадата на ромите, инклузија на деца роми во детски градинки, ромски информативни центри и така натаму. 10 милиони денари. За проектот зимување на деца од социјалните категории во 2015 се предвидени 10 милиони денари. Значи, тоа е многу добар потез, од сите поздравен и сметам дека најрадосни од тоа се децата кои го користат тоа. Континуирана реализација на проектот Народни кујни за кои се предвидени 105 милиони денари. Проект бесплатен туристички викенд за пензионери. 3000 пензионери годишно, 2 полни пансиона и превоз од 2015 година. Одличен проект што, кажав, е во вистинска насока затоа што пензионерите се луѓето од кои сите треба да учиме како и зашто треба да ги трошиме парите и на кој начин да се грижиме за идните генерации, за државата и така натаму. Најважното во овој буџет е ова што го кажав на почетокот, инвестицијата во слободни индустријски зони и стапката на невработеност со изградбата на со вложувањето во капитални објекти, со вложувањето во слободни индустријски зони е намалена од 37,3% во 2005 на 28,4% во првиот квартал од 2014 година. Значи, тоа е одличен резултат. Далеку сме од она што треба да го постигнеме, но се движиме во вистинска насока и сметам дека во наредниот период, после наредниот буџет ќе зборуваме за многу пониска стапка на невработеност. Јас само да ја охрабрам владата секогаш кога ќе има вишок во буџетот, тие средства да се инвестираат во капитални инфраструктурни објекти или во зголемување на минималните пензии, минималните плати, за да може повторно да се вратат во буџетот и да имаме намалување како на сиромаштијата, така и невработеноста во Република Македонија. Ви благодарам.